Откако стана јасно дека Шкода нема да ја понуди ниту новата Фабија во РС издание, спортското освежување на незината гама пристигна со Монте Карло изведбата. Лесно е препознатлива по црните детали како што се предниот спойлер, маската, ретровизорите, праговите и долниот дел на задниот браник, а опционално и предните и централните столбови и покривот. Може би изгледа малку, но тоа беше сосема доволно. Фабија со дискретен спортски стил вкусно да се разубави. Визуелниот пакет е заокружен со изборот на тркала со димензии меѓу 16 и 18 инчи, а со механички корекции се зафатени само ослонувањето кое е спуштено за 15 мм и резервоарот за гориво зголемен на 50 литри. Во внатрешноста преовладува црната боја со црвени елементи, а седиштата се спортски со интегрирани наслони за глава. Во стандардната опрема спаѓа амбиенталното LED осветлување, 9 воздушни перници и мултимедијален систем со дисплеј од 9,2 инчи со интегрирана SIM картичка. Една од најинтересните опции е виртуелниот кокпит со дигитална инструмент табла, а сигурни сме дека некого ќе го интересира и сабвуферот сместен во багажникот. Моторната понуда, освен најслабиот агрегат, е опремена од стандардната Фабија, што значи дека накупувачите ќе им биде на располагање со моќност меѓу 80 и 150 конски сили. Мало разочарување е 5-степениот мануелен менувач за послабите верзии, додека топ изведбата стандардно доаѓа со 7-степена DSG трансмисија со двојна спојка. Со неа Фабија Монте Карло ќе забрза до 100 км/ч за 8 секунди и ќе стигне до сосема солидни 225 км/ч. Продажбата ќе започне во наредните месеци, а цените не се познати.